Muhammed sallallahu alaihi wa sallam u jedan hadis koji prenosila Buhari i Muslim kažu kako treba da liči jedno opštestvo, kako treba da liči jedna zajednica. Pošto ja skažem jedna prilika дека ние во Куран ние сме наречени уммет. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ и нека биде од вас една група уммет. إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ вели Аллах. И вие сте единствен уммет, уникатен уммет, посебен уммет. وَأَنَا رَبُّكُمْ, а јас сум ваш Господар и затоа само мене обожавајте ме. Вели Аллах џелешан. Уммет е збор арапска што потекнува од од мајка. Уммет е збор кој потекнува од мајка. Уммето верава мора да сакаш како мајка. Џамијава мора да сакаш како мајка. Селово кај што живееш мора да сакаш како мајка. Не смеш да го повредиш, не смеш да манеш за зло. Абе што ако ја? Не. Секој има дело на кривица кога нешто е криви. Нема да рече дека само јас сум крив или само тој е крив. Не. Комплетно дека. И треба комплетно да се покае целиот уммет, значи цела заедница, за да Аллах џелешан ни пушти некоја интервенција. Или најдобро, Аллах да ни даде фуркан, што е фуркан упат. Аллах џелешан посака, ќе ни пушти рецепт. На некој ќе му даде во глава ќе му даде некој глава решение, солуција, како да се реши таа работа. Аллах џелешан. Али уште не сме заслужиле и затоа тоа не се прави. Вели пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем: "Матhalul qa'im fi hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu as-safina." Примерот, вели пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, на една заедница. Ние сме заедница. Што е заедница? Значи живееме повеќе од еден човек. И затоа ние сме социјално битие. Што е социјално битие? Значи општествено створение. Ти не можеш да живееш сам. Живееш со народ, со луѓе. Сам живее волк. И пак и волци имаат своја оставка. Вели пегамбер сам како личи на една заедница на која би требало да личиме ние муслимани. Дека личи како еден брод. Брод, кој брод е на два ката. Има доле кат и горе кат. Луѓето со излекување на шорт, значи со обложување, со шорт, излекуваат стрелки, стапчиња. Каде ти прибажа место? Горе или доле? И една група е на вториот кат горе, другата доле. И пак породов се. Патува. Породов патува, нормално породов стои на што? Стои на вода. Море. Овие што се доле, кои имат потреба за вода и викат на тие горе: "Дајте ни вода." Ти им дават. "Дајте ни храна." Ти им пуштат храна. Еден што е доле од долниот кат вика: "Зашто? Зошто ги молим овие горе? Носно дајте ни вода, дајте ни вода." Што? Ќе отвориме една дупка доле и ќе си пуниме вода. Ако овие горе дозволат на овие доле да отвора дупка, што ќе се случи? Ќе се потопат. Сите ќе се удават. Значи оние што се гора мора да ги трпат овие што се доле. Мора да ги поднесува. И на тој начин тој брод да стигне до на посакувана дестинација. И денес ке тој живот, човек мора да има толеранција и мора да попушти. Вели Муавија ибн Аби Суфијан, тој е писар, што пишува објава на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, вели: "Јас со луѓето се однесувам како човек кој држи, да речеме сега по наше конец, нити што е конец. Тие го држат, јас го држам. Тоа е алегорија или метафора. Кога тегнат тие, јас пуштам. Кога јас тегнам, тие пуштат. Значи, ти влечеш, ти пушташ. Тие пуштат, ти влечеш. Зошто? Ако ти тегнеш, тие тегнат, што може да случи? Путат. Се кине тој конец. Така се лучи. Со комшија, со пријател, со муслиман. Ако ти тегнеш, тој тегне, тогаш, многу се скинат прзото си. Мора човек да попушта,
Некој пат човек мора и да замигне